Почитувани, во вечерашното издание разговараме со Александар Методиев, долгогодишен новинар, лик кој што го имавме постојано на македонските екрани и во еден момент почна да ни се јавува од Германија. И се уште е така, од време на време добиваме информации. Добро вечер, Александар, драго ми е што имаме можност да позборуваме во Струмица на тема новинарство, на тема новинар кој што живее надвор од границите на Македонија, како во овие 2 години последни функционираме и како луѓе, и како новинари, и како интелектуалци кои што мора да се привикнуваат на новите услови на живот. Добре дојде. Добро вечер, добре ве најдов. Мене ми е многу драго што ме поканивте да дојдам во вашата телевизија. Струмица како град многу го сакам, ти тоа го знаеш. Секогаш се чувствувам пријатно кога сум тука, бидејќи сметам дека луѓето во овој дел од Македонија се посебни. И тука во градот има една убава енергија. Многу ти благодарам. Верувам дека многу ќе им значи и на нашите граѓани оваа твоја перцепција за Струмица. Спомнав во најавата, долги години беше неизоставен дел од информативните изданија, а потоа почна да ни носиш информации од Германија, од германското општество. Работеше во Deutsche Welle во Германија, во германската редакција и потоа во македонската редакција, така во Германија. И откако таа соработка заврши, ти се уште си во медиумите поврзан. Многу информации слушаме од тебе, многу работи поврзани македонско-германските односи. Не те напушта таа страст? Не, јас сум дипломиран новинар. Тука во Македонија работев во неколку телевизии, започнав во Сител, потоа во Канал 5. Некои десетина месеци работев во Пинк 15, тоа беше керка фирма на српската Пинк телевизија, но потоа заминав на пракса во Deutsche Welle. Таму добив неколку договори за работа, останав неколку години. Во меѓувреме работам во една друга бранша, но точно е тоа што го кажа ти. Новинарството е дел од мене, јас секој ден следам што се случува таму и од време на време преку медиуми, во кои што ќе добијам покана да учествувам, ги пренесувам тие информации што се случува во Германија, но тоа го правам најчесто и преку мојот профил на Facebook. Так. Таму ги објавувам тие информации. И информации, и често пати анализи. Сигурно е поинако кога од перспектива се гледаат работите, кога не си секојдневно во ова што се случува, или не си вклучен во таа македонска реалност, туку имаш на некоја дистанца на која што често пати гледаме интересни и те пренесуваат медиумите, ги пренесуваат твоите ставови и анализи поврзани со актуелните состојби. Ти значи ли тоа што твојот збор им тежи на колегите? Да, драго ми е што и натаму и некои од нив се јавуваат, ме консултираат за информации, за преводи, добивам и покани за гостување во емисии. Јас ја имам таа среќа, така да кажам, да ги гледам работите низ две перспективи. Едната е македонската, знам како функционира ово општество овде, другата е германската, бидејќи знам тоа општество како функционира таму и дека работите тука може да бидат поинакови. Мене тоа често ми пречи што се прашувам зошто овде да не може да биде поинаку и тие теми се дел од моите статуси, да речам, кои што ги пишувам на Facebook. И сметам дека новинарите тука имаат огромна улога, тие мора да известуваат за проблемите со кои што се среќава обичниот човек. Ете, вчера ме инспирираше една посета на институција да видам во каква ситуација е таа. Таму одат граѓани секој ден, таму работат луѓе во таа институција и се прашувам зошто никој не го тематизира тоа, зошто не е тоа тема на интерес, бидејќи таа слика на институцијата е слика и на државата и тоа е всушност слика на односот на институцијата кон граѓаните и кон своите вработени, а тоа не смее да биде така. Имаме чувство дека во последно време се помалку има јавноста доверба во медиумите. Дали таква слика се пресликува и во Германија? Можеме ли да направиме паралели? Посебно во времево на пандемијава, кај некои луѓе да, бидејќи тие се склони да веруваат на лажни вести.
си дозволуваат и да ги обвинат медиумите дека се дел од таа некоја светска пропаганда, дека наскоро ќе ја дознаеме мистеријата зошто се тоа се случува, ама ете поминаа 2 години па никако да дознаеме што се крие позади пандемијата. Луѓето се склони да веруваат на лажни вести за жал и веруваат дека се што ќе видат на YouTube, на Facebook, на интернет, што ќе видат на некој портал дека е тоа вистина, многу од луѓето и не се новинарски писмени, ако можам така да кажам, за да проценат која вест е лажна вест, а која вест е вистинска вест. Сметам дека некој доколку секојдневно се информира од традиционални, од познати медиуми, од брендови, ако можам така да кажам, медиумски брендови, тогаш ќе направат разликата меѓу еден сериозен медиум, еден сериозен портал и еден портал кој што има некоја чудна структура, некои текстови без извори, некои чудни наслови или последно што видов македонски некој портал, зборовите кои што Facebook би ги препознал дека се поврзани со пандемијата, за да не бидат препознаени текстот, да не биде означен како дека има неточни информации поврзани со пандемијата, беа разделени со хаштази. Тоа би требало некому да му биде знак дека еден сериозен медиум не би ги пишувал своите текстови така. За жал во Германија има такво влијание, тие лажни вести имаат и се случуваше луѓето да излегуваат на протести и да се повикуваат на некои извори што тие ги нашле, на некои доктори или медиуми во кои тие веруваат, но доколку човек седне и ги прочита или ги изанализира содржините на тие такви медиуми или изјави од стручни лица, ќе заклучи дека тоа е лага и дека тоа е пропаганда на некоја друга страна која веројатно има интерес општествата да се нестабилни, кризата да трае подолго. Така. Имаше и таков пример со интервју на руската Russia Today во Германија, снимено со германски доктор, кој што даваше информации поврзани со вакцинацијата и дел од медиумите во Македонија го земаат тоа здраво за готово и веруваат дека тоа е точно, без да проанализираат дали на вистина како што пренесуваат дека докторот е универзитетски професор е тоа, не тој е матичен лекар кој што има едноставно ставови против вакцината, против генерално вакцинацијата, против смета дека ХИВ вирусот не постои, дека болестите се лечат со гледање во сонце или јадење здрава храна, пиење вода и такви некои работи. Објаснувањето беше дека Russia Today го направила интервјуто за да создаде немир во германското општество, луѓето да немаат доверба во вакцините и да трае пандемијата подолго, а со тоа и економијата германска да биде подолго време погодена. Так. Новинарството го прогласи Европската унија како јавно добро, особено во ова време на пандемија. И сведоци сме дека во многу општества се посветува внимание на тоа да се информираат луѓето, да се едуцираат за лажните вести. Дали и во Германија ова случај, со оглед дека за разлика да речеме од други западноевропски земји или скандинавските земји, вакцинацијата не го постигна тоа ниво кое што се очекуваше? Во Германија има, според последните бројки што ги гледав во медиумите, дека бројката е околу на целосно вакцинирани, значи целосно имунизирани, околу 85%, што значи е висока, но според германските власти и недоволно висока. Тие се обидуваат колку што е можно повеќе луѓе да добијат целосна имунизација преку вакцинација. И тоа се прави и со кампањи, и со објаснување во медиуми, и со прилози, и со изјави на политичарите, како што претходно реков, луѓето кои што следат традиционални медиуми или медиуми кои што се познати и екзистираат со години, ќе направат разликата кога ќе ги читаат текстовите таму и кога ќе ги читаат текстовите од некои портали кои што не ги познаваат и ги виделе вчера, денеска за прв пат. И во меѓувреме знаеме сите дека Facebook ги означува постовите поврзани со вакцинацијата и пандемијата како постови кои што содржат лажни вести или делумно точни вести, па сето тоа мислам дека е некаков показател за луѓето каде би требале да ги бараат информациите, каде би требале да се насочат и од каде да се информираат. Овој чекор беше оценет од многумина како обид за цензура на социјалните медиуми, особено или како лов на вештерки во
смисол дека се скратува слободата на говор. Дали во Германија има таков обид да бидат да има некаков отпор кон тоа да се означуваат лажните вести или што е тоа лажно во веста? Се смета ли дека има на некој начин обид за цензура? Веројатно, ако интервјуирате некого од таа популација која што одеше на протести во Германија против мерките, против вакцинацијата сега во меѓувреме, тие ќе одговорат да, тоа е цензура, но во Германија немате цензура, секој има право да каже што мисли, медиумите се слободни. Сега сметам дека доколку некој изнесува лажни вести, со тоа го доведува во опасност целото општество, своите блиски, па и себе самиот, тогаш на некој начин треба тоа и да се каже или покаже или означи на Facebook, па дека е тоа лажна вест. Јас не гледам никаков проблем во тоа. Во јавноста генерално нема таков став дека тоа е сега цензура во германските медиуми или генерално на Facebook или во општеството дека постои. Но како што реков, ако интервјуирате човек од таа популација, од тие луѓе кои што одеа на протести, тие сигурно ќе ви речат да, тоа е цензура, или овие медиуми кои што сите ги знаеме, тие работат за таа пропаганда, што во реалноста всушност не е точно. Дали пандемијата, тоа што голем дел од медиумите мораа да ги редуцираат вработените во смисол не толку во отпуштање, туку во да не се присутни во ист период на работа, па работа од дома, донесе промени во работата на германските медиуми. Се чувствува ли тоа? Дали одат кон дигитализација многу повеќе? Да, ако порано беше незамисливо сликата на екранот да не е со најјасен квалитет, во меѓувреме стана многу нормално да се прават интервјуа преку Skype или преку Zoom, да се интервјуираат луѓето додека седат во својата дневна соба. Имаше случај на една новинарка и водителка која што имала контакт, тоа беше во минатата година, која што имала контакт со заболено лице, па целата емисија беше снимана во незината дневна соба, бидејќи таа беше во карантин и тие донесоа камери кај неа дома и целата емисија се направи всушност од незината дневна соба. Така што во меѓувреме сето тоа стана многу нормално. Ако претходно било незамисливо дека може да се прават такви интервјуи или такви видеоприлози, во меѓувреме тоа стана некако како стандард и точно е, луѓето работат во меѓувреме повеќе во home office, па оттаму и бараат алтернативи како сега да го снимам офот за прилогот, па се покриваат со кебе, например, бидејќи не секој има дома професионално тонско студио. Некои новинари имаат програми за монтажа на своите лаптопови, па затоа и можат и од дома тоа да го направат. Во тој дел сметам дека многу се промени во овие 2 години од пандемијата и веројатно тоа и натаму ќе остане така, бидејќи се види дека и во таа бранша, но и во останати бранши е возможно луѓето да работат и од дома, а во меѓувреме и да работат и од некое трето место, значи не мора да е човек постојано дома, можеби некој живее во Бон, но дента има некаква работна задача или нешто приватно да заврши во Берлин, па тој може и од Берлин да работи, и тоа на фирмите во меѓувреме не им е никаков проблем, важно е работата да се заврши. Тешко се менуваат концептите на традиционалните медиуми овде, особено во Македонија, но и на Балканот. Како е во останатите земји? Како е таму? Во кој смисол? Во смисол дека се уште ги тераме оние традиционални емисии кои што траат многу долго, слабо од нив одат на социјалните мрежи, значи тоа не се разработени платформи. Не. Дали концептите на медиумите, на телевизиите пред се променија таму? Да, тие многу се поврзани со социјалните медиуми и некогаш додека оди емисија во живо и треба да се пуштат реклами, тие понатаму се поврзуваат со својата публика преку лайвстрим на Инстаграм или на Фејсбук. Ја повикуваат публиката да продолжат да следат дел од емисијата, односно што се случува позади сцената, додека одат рекламите. Па публиката има можност да види и друг дел од емисијата на друг начин. Значи тоа се комбинира тој нов медиум, тие социјални мрежи, со овие традиционални, тие секако дека прават лайв стримови и по други поводи ги објавуваат своите материјали онлайн, така што се прави некаков микс од традиционалните и од овие новиве медиуми. Тоа е во меѓувреме и незамисливо да го немате. Ако го немате тоа, практично
сте се изгубиле во новото време. Тоа мора да биде некако поврзано. Работеше во македонската редакција во Дојче Веле. Си размислувал ли, ти паднало ли наум дека можеби можеш да работиш во некоја германска редакција или е многу тешко тоа за некој што не е роден во тоа говорно подрачје? Така е. Не дека ми паднало на памет, не само што ми паднало, туку и сум се обидувал повеќе пати. Еве сега, баш пред неколку недели ме побара од Сат Айнс, се имав пријавено во нивното студио за НРВ, Северна Рајна Вестфалија, се извинувам, тоа е покрината каде што живеам, и се пријавив кај нив, тие побараа од мене видеоматеријали да погледнат, јас им кажав дека се на македонски, рекоа дека нема проблем, но на крајот сепак одлучија да пробаат со друг кандидат. Мислам дека вториот дел од прашањето е многу битен и со тоа ќе се согласат сите луѓе кои што живееле во странство, дека вие колку години да сте таму во некоја земја, вие сепак со вашето име и презиме покажувате дека сте странец, дека имате некакво мигрантско потекло од друга држава и при тоа генерално е не само тоа мое чувство, туку и чувство на луѓето кои што јас ги познавам, со кои што имам контакт, а и е често тематизирано во германските медиуми дека луѓето со мигрантско потекло, односно со потекло различно од германското, имаат недостатоци во општеството, без разлика дали вие ќе сакате да барате стан или ќе сакате да барате работа. Значи, кога имате германско име и презиме, тоа ви е на некој начин и предност. А кога сте странец, тогаш можеби требате 2 пати или 3 пати повеќе да се докажете за да добиете одредено работно место. Ние зборуваме за некој вид на дискриминација, прикриена можеби. Да, и во германските медиуми тоа не е сега мој впечаток, значи тоа е нешто за кое што јавно се зборува, значи се прават прилози на таа тема, имаше баш пред неколку недели прилог на таа тема, германска новинарка и новинарка со друго потекло, арапско потекло, во исто време бараат исти станови, германката е повикана да го погледне станот, додека другата не е. И таа отиде, двете појдоа да ги конфронтираат луѓето и тие почнуваат да се вадат. Па сепак знаете, таа култура е поразлична или не сум го видела мејлот, се бара различни изговори, зашто на другата личност не и се дава можноста да го посети станот или пак на крајот и да го добие. Истото се пресликува и во однос на барање работа. Јас пробував во други медиуми, скоро пред некое време исто во еден локален медиум во градот во кој што живеам. За жал, досега моите обиди беа неуспешни, иако сметам дека кога се споредував со луѓе кои што работат на нивните портали или медиуми, сметам дека многу често работата, односно задачите, ќе ги извршев подобро од нив. Ова си дозволувам да го кажам, инспириран конкретно од последниот случај со локалниот медиум, се бараше од мене да подготвам 3 текстови на различни теми и навистина се потрудив да бидат истражувачки, подолги текстови кои што ми одземаа многу време. Едниот текст беше ги споредував и изборните програми на партиите што нудат во делот на кириите и како да се спречи нивното покачување. Сакав да покажам дека не сакам да направам текст каков било по секоја цена, туку дека навистина сум се потрудил и можам тоа да го направам. И споредував, правејќи го едниот текст, едната тема, сакав да видам како они известуваат на таа тема на нивниот портал. И видов текст што најискрено ниту во Македонија на некој непрофесионален портал кој што почнал да екзистира пред некое време би бил објавен. Сите знаат и ти најдобро како се пишува новинарски текст, како се почнува и каква структура има и не се пишува новинарскиот текст отиде Меркел таму, па отиде таму, па ја посети таа, куќа од поплавите, па таа. И во средината, односно во долниот дел на текстот, дојдовме до пресконференцијата и таа на пресконференцијата го кажа тоа и тоа, што всушност во пресконференцијата е веста што треба да оди горе. Така. Но тој е германец и тој работи таму, јас не, и во секој случај јас го прифаќам тоа дека сум странец, односно дека сум гостин во таа земја.
и ќе продолжам Да, се меѓутоа, во обидувам моментот колку кога што е тие можно. примија над 1 милион бегалци прецен или имигранти, паролата беше дека сите, особено на Меркел, дека сите се дека ќе добре успееме, дојдени, да, ние така. ќе го успееме И едно тоа. да се едно мултикултурно општество да се изгради. Дали ова значи дека имаме деградација на стандардите и на не знам, на општествените правила и норми кои што биле прокламирани дека ќе бидат почитувани? Германија е зависна од доселеници. Баш пред да дојдам во Македонија имаше информација на телевизија дека на Германија годишно ја требаат по 400.000 доселеници за државата да функционира. Ним им требаат занаечи, им требаат болничари, им требаат луѓе во различни бранши кои што им се дефицитарни. Пред се тоа е медицината или например и во градежниот сектор исто така, ама главно и занаечи. Тоа е во меѓувреме болка и на Македонија, занаечиите и тука ги нема доволно. И оттаму Германија е зависна од доселеници, ама од друга страна постои тој момент кој што веројатно ќе постои секогаш. Јас наискрено до некаде имам разбирање дека државата треба на прво место да се посвети за своите граѓани, за луѓето во својата држава, односно да им обезбеди услови на тие луѓе, па потоа на доселениците. Но сметам кога ги гледаме тие таквите изјави од Меркел или од други политичари, или кога ќе почнат да зборуваат за интеграција, јас се прашувам добро каде или уште колку години треба да поминат таму за јас да го имам тоа чувство дека еве сум се интегрирал. Јас сум се обидел да имам и пријатели германци, но тоа останало на ниво на познаници. Сите мои пријатели се од различни држави и континенти, но не се германци. Сите мои познаници се германци, а сите мои пријатели се луѓе од други националности. Можам тоа така да го формулирам. И затоа имам чувство лично дека сте измамени, не е онака како што е. Не, можеби е преостро да се каже измамени. Не сакам тој збор да го употребам, туку имам чувство дека постојат како паралелни светови кои што живеат едни покрај други. А при тоа се зборува за интеграција, ама таа интеграција не е некако целосно навлезена. Секогаш има некое ама е странец, ама е преквалификуван, ама го нема, не знам, тој дел од образованието потребно за работното место, ама може би ќе прави галама ако му го дадеме станот на него, во тој контекст сакам да кажам. Ама тоа е па од друга страна и борба со која што човек секој ден се соочува и треба да најде начин како да се справи. Кој нема да успее, ќе се врати назад. Така е. А и секогаш има некој момент кој што е кога човек ќе каже доволно е или доволно искуство собрав. Јасно. И може да се врати дома. Апсолутно. Има еден момент кој што кај нас многу се актуализира последните, не знам, 10 на 15 години, а тоа е слевањето на државни пари во медиумите. И од друга страна, особено слабата финансиска моќ на малите медиуми кои што имаат потреба од некаква поддршка. Имаш ли информации дали моќните земји и на кој начин ги поддржуваат медиумите, особено кога станува збор за приватни медиуми? И што не би било судир на интереси, односно што не би било обид за корупција и подкупување на медиумите? Скоро имаше скандал во Австрија, премиерот си поднесе оставка така поради работи кои што ги направи, кои што ги имавме ние тука во Македонија некои десетина години претходно видени. Тој имаше плаќано со државни пари, со пари од буџетот, истражувања на јавното мислење и плаќал во медиуми да се известува афирмативно и да се објавуваат тие наместени анкети пред избори. Тоа ние овде во државата претходно го имавме искусено, така? Тоа не е таквиот начин на функционирање, не е нормален во Европа и не е прифатлив. Нема од друга страна ниту пак толку многу реклами како што има, еве кога ја правам паралелата со Македонија, како што има во Македонија во предизборен процес, значи кога ќе пуштите телевизија во Македонија, кога има дали локални, претседателски или парламентарни избори, вие имате постојано реклами од сите можни кандидати, партии и тоа е некако народот е презаситен од тоа. Јас, ако ми верувате, во Германија кога се избори, освен плакатите на улица што ќе ги видам и дебатни емисии, реклами на телевизија има за изборите за Бундестагот. Ама не реклами на начин како во Македонија, туку тоа се неколку пати
во тие неколку недели. Да барате реклама за лек нема да ја најдете. Луѓето на друг начин таму доаѓаат до избирачите и затоа сметам дека тој начин исто така не им е таму прифатлив, што е прифатлив на земите во земите на Балканот на пример. Така, постојат фондации различни, на пример ако имате вие идеја за некаков проект или сакате да снимате телевизиски филм на пример на некоја историска содржина или било каква, тогаш постојат фондации кои што вашиот проект како телевизија или како продукција или како режисер ќе го поддржат. Значи тоа постои. Постојат начини како луѓето можат да дојдат до одредени финансиски средства, но тоа да не биде купување на медиумот за да афирмативно известува во однос на некаква политичка структура, дали на сојузно ниво или на покраинско ниво. Тоа го нема таму. Спомнавме уште на почетокот дека новинарскиот нерв во тебе живее, но очигледно и го подхрануваш. Што во однос на едукација и на надградба на стекнатите знаења преземаш во последно време? Па јас гледам да сум во тек првенствено, да сум во тек со сите случувања и во Македонија и во Германија, секако дека се прилагодувам на новите начини на работа кои што се. А и моето знаење ете да го пренесам на други луѓе, не знам сега дали смеам за тоа да зборувам. Апсолутно. Да. Пред да дојдам во Македонија бев поканет да појдам во Тирана и од 1 до 5 ноември треба на покана на Гете институтот во Тирана да одржувам 5-дневен семинар за млади луѓе, за студенти, кои што од мене би научиле како да снимаат кратки видеа. Тренингот се однесува за сторителинг, тоа е начин на пренесување на приказна со користење на дигиталните можности, со користење на звуци, музика, слики, фотографии, постови од социјални медиуми, напишан текст и така натаму. И значи на почетокот на ноември ќе се занимавам со група од 10 луѓе на таа тема во Тирана и мене ми представува искрено чест и задоволство што ја добив таа покана и сум сигурен дека ќе одговорам на задачата и им подготвувам интересни работи на младите луѓе. Драго и секако дека ќе им пренесам знаење на таа тема, да. И уште ме интересира, си размислувал ли за своји канали на информирање? Многу се актуелни блоговите, YouTube каналите, не знам, да го одржуваш тој некој свој свет со информации или едноставно тоа бара премногу заложби во однос кога се има и друга професија и други обврски и ангажмани? Не дека не сум размислувал и не дека не ми било и посочено тоа да го направам, но најискрено јас не сакам тоа да го правам, бидејќи медиумите во Македонија се навикнати да превземат готова содржина без да прашаат дали смеат или да платат за тоа. Тоа е најбитниот момент, дека медиумите и луѓето кои што работат во медиумите треба да го ценат, односно вреднуваат трудот на некој новинар или камерман, монтажер, што да е, а не да очекуваат материјали понудени за безпари и на готово сработени. И од таа причина јас се немам одлучено, инаку тие можности постојат не само на YouTube, може да се прават исти такви видеоматеријали и на Facebook или на Instagram, лайв стримови, да се прават цели емисии на YouTube, но најискрено причината поради која што сум се откажал од таквата намера е што не сакам трудот да ми биде злоупотребен и превземен. Непочитувањето на авторските права на и превземен едноставно како готов производ без да се испочитува. Точно. Ми спомна дека постојат моменти кога човек може да сврти нов лист. Можно ли е во иднина тој лист да биде свртен и Александар да го видиме повторно во Македонија, во македонски медиуми или не знам во некоја организација можеби? Па да, во моментов се наоѓам на некој крстопат во животот, кога морам да одлучам по кој пат ќе тргнам. И една од опциите е и таа, да се вратам во Македонија и да продолжам таму каде што сум застанал, овде во Македонија, односно повторно да работам во некој медиум. Таа одлука ќе падне во следниве месеци. Сега во овој момент не можам да кажам конкретно дали да или не, но како опција стои, јас секогаш можам да се вратам дома. Никој ме нема протерано од овде, не морам таму да живеам по секоја цена.
Така што веројатно следната година ќе биде година во која што таа одлука ќе мора да биде донесена. Дали ќе се остане таму или ќе се продолжи тука, каде што се застанало. Така е. Верувам дека е многу излитено прашање, но морам да те прашам, кои се предностите на животот тука, она што би било плюс кога би решил по одреден период и да се вратиш, а кои се оние кои што се во Германија, освен таа нели на среденост на системот кој што функционира сепак многу подобро за разлика од овде. Што е тоа што ти на некое лично ниво би го ставил како плюс и минус? Мене првата работа што ми недостасува или што ми е поразлична е спонтаноста. Ние сме во Македонија многу поспонтани. Ние можеме да се слушнеме сега на телефон и за 5 минути да се договориме да се видиме некаде. Доколку сакате во Германија да поканите пријатели, колеги, треба да ги поканите, односно информирате некоја недела претходно, па да барате термин што ќе ви одговара заеднички. Или ако сакате, например, во кафуле или во ресторан да одите, исто така треба однапред. А ние во Македонија сме многу поспонтани. Ало, здраво, каде си, може да се видиме, се гледаме. И мене таа топлина, која произлегува од таа спонтаност ми недостасува, па ете и тие такви дружби. Системот дека функционира таму подобро од македонскиот, тоа е точно и македонскиот може да се менува во подобра насока, но ќе речам пак дека најмногу ми недостасува таа спонтаност. И веројатно затоа и секогаш кога ќе дојдам овде, потоа се враќам како препороден, бидејќи имам многу контакти со многу луѓе во краток период. Веројатно сега и вие сите во Македонија во меѓувреме и не живеете баш така како што било и пред 10 години или пред 5, да можете сега секој ден да одите во ресторан, ама сепак мене ми е во главата некако така останато дека животот овде е многу поспонтан, поопуштен, точно дека има стресови од различни извори, ама па такви стресови или некакви слични има и на друго место и во држави кои што се посредени. Така што тоа е дел од животот, но овде има некоја топлина, времето е поинакво, имате многу повеќе сонце во Македонија отколку во Германија. Ние сега оваа година не видовме сонце, цело време врнеше дожд, знаете овде дека се случија и поплави. Ние имавме 10 дена дожд и бевме сите во депресија. Јас видов кога играше германската фудбалска репрезентација против македонската, колку многу врнеше дожд и си реков, ете сега и македонците малку ќе осетат како е во Германија и веројатно можеби затоа и германците беа на такво време и подготвени. Ги спомна големите поплави во Германија, беа далеку од тебе, меѓутоа сигурно го потресоа. Да, вака на географска карта кога ќе се види тоа и не беше многу, тоа не е многу далеку, но беше навистина, мислам, тоа е се уште многу трагично и еве сега се ежам додека зборувам на оваа тема, бидејќи ми се сликите пред глава, луѓето што се преживеа, некои не преживеа за жал, ги загубија своите домови, а еве сега доаѓа веќе есен, доаѓа зима и многу од нив се уште ги немаат реновирано своите домови. И не знам, секој се снаоѓа на свој начин, некој кај роднини, пријатели, тука потврли и државата. Во големи катастрофи. Тоа е исто една огромна тема што се тематизира и во германските медиуми. Беше најавувано на голема врата дека ќе се помогне. Од друга страна, луѓето кажуваат дека добиле по 2-3 илјади евра, со кои што не знаат што попрво да почнат да поправаат таму. Имаше донаторски вечери на најмалку 3 телевизии, на кои што се собраа огромни средства, но тие завршија во најголем дел во невладени организации, во некои фондации, кои што пак со тие средства покриваат трошоци кои во меѓувреме настанаа, бидејќи тие ангажирале мајстори, се купувал материјал, па тие заостанати сметки се покриваа со тие пари. И сега од пред некое време, има од прилика 1 месец, во германскиот Бундесрат и прво Бундестаг па Бундесрат, беше изгласан законот за формирање на еден фонд за спас, од кој што погодените луѓе ќе можат да добиваат финансиски средства на поедноставен начин, преку поедноставени формулари, треба да ги пополнат своите податоци, да добијат финансиска помош од државата. Тука играат улога и осигурителните компании кои
за жал и во претходни слични ситуации во други делови од државата, пробуваат некои од нив колку што е можно помалку да исплатат. Така што имам чувство дека тие луѓе кои што се погодени од тие поплави, на некој начин, иако од една страна има огромна помош од доброволци кои доаѓаат да ги исчистат не само нивните домови, туку и улиците, бидејќи одеднаш вие немате таму ниту улици, ниту тротоари, ниту мостови, има купишта кал, купишта стар мебел, електроника која повеќе не може да се користи и одеднаш има брда отпад кој што треба да се премести на друго место. Па во еден дел и фабриките за согорување на отпад имаа проблем, бидејќи одеднаш им дојде покрај редовниот отпад што го добиваат, добија и дополнителен кој што не може толку брзо да се согори. Така што јас сум сигурен дека на крајот сите ќе најдат начин, дали преку тие фондови или преку осигурителните компании, преку помош од доброволци, роднини, пријатели, но сепак за жал кога човек ќе каже дека тоа се случило во Германија, има и очекување дека решението ќе се најде и многу побрзо. Така. А кога ќе се погледнат извештаите во германските медиуми, се сваќа дека и таму администрацијата си е подеднакво бавна и дека ветувањата се подеднакво големи, а реализацијата е, би си дозволил да речам, подеднакво мала како и на друго место. Дали тоа значи дека можеби ни се пред очи менуваат општествените системи на кои што сме ние навикнати? Не чекаат ли промени? Го имате ли тоа чувство така? Преку пандемијата сигурно, но другиот момент е и што кога општеството се менува, како што кажав претходно, ако годишно и треба на државата и требаат по 400.000 нови луѓе кои би дошле во државата да работат, тогаш сите тие луѓе со себе си ја носат и својата култура, своите навики, начин на живот, колку и тие да се прилагодуваат на новите услови и да попримаат од германското општество нешто, сепак во себе тие носат одредени навики, начини на однесување и тие влијаат пак од друга страна на општеството да се менува на некој друг начин. Еве, ако ги погледнеме изборите кои што беа во Берлин, сега не сакам да ги препишам и не сакам никој да ме разбере дека ги препишувам на доселеници или навики нивни и така натаму, не сакам да се поврзе во тој контекст, но ми е крајно несватливо како беше возможно да се организираат избори на кои што нема доволно гласачки ливчиња, па се чека по 2 сати курир да донесе нови, па на едно место вратата не се отварала, па ги помешале ливчињата од други избирачки места, ги ставиле на трети, па автоматски се тие неважечки. Значи, ова за нас се утеха. Па, на вистина, јас кога ги гледав вестите, јас си реков, добро, дали се ова вести од балканска некоја држава, или ова се случува во Берлин, во главниот град на Германија, онаа држава што ја сметаме за средена и... Пример. По некои принципи кои што се работи, по закони, по правила и по се, но тоа беше еве сега, паралелно на истиот ден кога беа изборите за Бундестагот, беа и имаше и некои покраински избори во Германија и за тие работи се информираше во германските медиуми. Така што во тој дел ете уште еден пример дека германското општество се променило. Так. Покрај ова што го кажав, значи со доселениците, нивните навики, сето тоа се менува. Овој дел се гледа дека не секогаш функционира се како што ние од овде, од Балканот, од Македонија го замислуваме дека функционира. А и во однос на пандемијата, точно и таму на промени, тоа веќе и го зборувавме, и во односи на работата и на новинарите и на останатите фирми, и сигурно тоа ќе остане како принцип на работа и на таму. Многу беше корисно ова како искуство кое што ние го слушавме затоа што одовде и перспективите на гледање на германското општество, на животот на германците поинаков со многу поголеми очекувања, така што кога едно реално согледување имам, навистина може да ни користи, но и можеби не само да не утеши, туку и демотивира, затоа што ако една голема земја, една голема сила се соочува со такви проблеми, што да очекуваме ние кои што се стремиме да стигнеме некакви стандарди. Така е, тие кои што ги даваат примерите,
односно, тие кои што кажуваат како треба да биде, треба и да ги даваат и примерите. Не сакам да кажам дека сега се е катастрофа и не функционира во Германија, исто не сакам гледачите погрешно или некој друг да тоа да го разбере, но се тоа се работи кои што ги изнесувам, кои што биле веќе во нивните германски медиуми и се тематизирани во општеството. Значи тоа општество таму и таа држава си има свои фалинки. Јас имам исто на своја кожа искусено како ми се има случајно да поднесам документи за продолжување на визата, да ја платам, да е се пополнето и да чекам 6 недели за да ми ја дадат. За мене после 6 недели да ми пратат писмо и да ми кажат да си закажам нов термин. Зошто? Затоа што од после колешка на вработената што ги пополнуваше податоците ми кажа дека таа всушност заборавила да ги испрати за документот да се подготви. Сакам да ви кажам, ете, уште еден пример дека и такво нешто може да се случи, дека и германската администрација може некогаш да погреши подеднакво како и македонската. Така. Александар, ти благодарам многу за учеството во емисијата на Канал Виз, што имавме можност да слушнеме дел од твоите искуства, дел од твоите ангажмани. Се надевам дека им беше занимливо и на нашите гледачи и се разбирате, очекуваме наскоро повторно. Благодарам на поканата, мене исто ми беше огромно задоволство што сум дел од вашата телевизија и ми е бескрајно драго што таа се крена како феникс од пепелта и ви посакувам уште многу успешни години, 30 не се воопшто малку, нека бидат уште најмалку толку, а и сигурно и повеќе. Јас сум сигурен дека ќе бидат. Ти благодарам многу и на поддршката и на желбите. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте дека нашите содржини може да ги гледате и на социјалните мрежи, каде што ТВ Канал Вис има своји профили. Довидување.